Градоначалникот на општина Кочани Никол Челиев викендов беше во посета на населеното место Оризари, направи увид на градежните активности, каде се тампонираат и бетонираат повеќе критични неасфалтирани улици во должина од околу 1 километар. Оризари е исто едно од местата каде што има големи проблеми со пристапните патишта и како што сами имавте прилика да слушнете дека луѓето кажуваат дека куќите се изградени од 82 година и дека немат решено се уште пристапни патишта до своите домови. И ние искористивме оваа прилика, односно во разговорите и договорите со Агенцијата за државни патишта се договоривме овој дел од асфалтот кој се гребе да го искористиме и да пробаме овие улици кои што се најпроблематични да ги стампонираме и со тоа возможиме во зимскиот период луѓето колку толку непречено да се движат до своите домови. Ова е далеку од конечно и убаво решение или решение посакувано, меѓутоа сепак многу подобро од она што беше и како што сами гледате, ние ќе направиме овде доста големи движења, заради тоа што улиците кои веќе сега се предмет на работа се во прилична голема должина. Продолжуваме интензивно, се додека можеме да ги искористиме овие добри временски услови, ќе пробаме се што можеме максимум да направиме и да ги решиме дел од проблемите со кои се соочуваат нашите сограѓани. Жителите од населеното место Селиште презадоволни од градежната активност на општината не го крие задоволството што по 30 години конечно нема да одат по калливи улици. Комунали имаме платено, се легализирано, до ден денеска овој прв пат што е човек дојдел тука да ни помогне. Тоа е за нас премиерите, ето видиш, дека се најаме на каков терен. Работна рака на жителите на Оризарија со градежни материјали од општината викендов беше бетонирана и патеката кон гробиштата во Оризари во должина од 60 метри. Пристапна улица во должина од 80 метри е бетонирана и кај црквата Свети Етанаси. Ваквите градежни активности ќе продолжат во Аневско мало и на неколку други локации во Оризари, како и на критични зони во Кочани. Градежните активности се реализираат со поддршка од Агенцијата за државни патишта.